Ние знаеме како на шега да речеме дека ние од криза не сме излезени. И цената која што ја плаќаме живеејќи во една таква ситуација од ментална гледна точка е висока. Тоа е како живееме дома, ама сега комшијата над нас или под нас пукнал некоја гласна музика. Значи има продуктивен и непродуктивен стрес. А знаете како, ако не можете да ја препознаете состојбата, многу е мала веројатноста дека ќе изреагирате соодветно на нејза. Ако вие не станете прво свесни да диагностицираме па да лекуваме. Доктор Алекс, како си? Добро е. Одлично. Да, фала ви уште еднаш на гостувањето. Со задоволство. Веќе еднаш снимавме, нема да ве прашам што е за вас Да. ментално здравје. Така. Туку денеска сакаме да зборуваме малку повеќе за стрес. Така. И за што е тоа стрес, каква е состојбата со стрес во Македонија. И ја од таму би почнал. Да. Еве според вас, каква е состојбата моментално со стрес во Македонија, Да. поготоа тоа дали луѓето имаат стрес, дали тие се под стрес? Мислам дека убаво што го формулиравте прашањето во Македонија, зошто? Заради тоа што стрес верувам дека има во сите земји, но во која земја живее човек, влијанието е доста големо, Да. би рекол, и живеењето во Македонија си има посебни стресни аспекти. Зошто? Заради тоа што не морам никому тоа да му го објаснувам, секојдневното функционирање и степенот на тоа колку работите се организирани или не се, повеќе второто отколку првото, за жал кај нас, има директно влијание во однос на тоа како човек го доживува секојдневието и колку има стрес. Впрочем, едно од основните работи на нашиот организам или на нашиот мозок е токму предвидливост. Нам ни треба предвидливост, ни треба ритам, така сме очигледно дизајнирани, така Бог не создавал со милениуми, колку време и да не правел. Ние сме како битија такви да имаме потреба, нашиот мозок има потреба работите да бидат колку што е можно повеќе предвидливи. Впрочем, јас би го рекол стресот како една појава кога нештата ќе излезат надвор од предвидливост. Или од нашата способност да се справиме со настанатите ситуации. Земајќи предвид, како што реков, дека во Македонија доста работи се повеќе хаотични отколку средени, ние за жал на дневна основа сме изведени пред тоа да бидеме цело време во една состојба континуирана адаптација. Да, човекот може да се адаптира, ја имаме таа способност, тоа може би не прави и луѓе во крајна смисла на зборот, колку имаме капацитет да се адаптираме на секакви ситуации, за жал и на тешки, но адаптацијата не доаѓа без цена. Значи не е нешто кое што не го плаќаме. Така што живењето во Македонија во себе мислам дека носи многу стрес. Нели ние сакаме да речеме кога ќе кажеме дека нели Германија влегла во криза, сега нели се зборуваше или не знам која друга земја, ние знаеме како на шега да речеме дека ние од криза не сме излезени. Нели дека кај нас за жал од 90-тите години навака само се менува името, дали е трансицијска, дали е економска, па беше пандемиска, и кој знае каква ли не криза, меѓутоа за жал нашето општество е карактеризирано со тоа според мое видување. И цената која што ја плаќаме живеејќи во една таква ситуација од ментална гледна точка е висока. Можеме до која мера можеме да се адаптираме, веројатно до голема, но сепак и човекот има капацитети за адаптација, но тие капацитети имаат крај. Има до каде можеме и до каде не можеме. И живењето во такви услови верувам дека влие многу тешко на сите нас. Да, и тоа е интересно бидејќи ние не сме научени да живееме во ситуација во време кај што не сме под стрес. За жал, да. И некојаш е многу интересно така кога ќе има некаков период, дали тоа ќе биде, не знам, патуваме надвор од државата или одиме на одмор. И некојаш и чудно да не размислуваш за ништо, не размислуваш за политичката ситуација во државата, за економските предизвици. Така е.
тие се некои работи кои што се многу тешки некогаш и не знаеш како да ајде пак нешто ќе измислиме некоја ситуација за да знаеме како мозокот ве сваќам. Знаете како тоа што се случува во државата, ние до различна мера сме одвоени од тоа и не можеме многу да бидеме. Тоа знаете како е? Тоа е како живееме дома, ама сега комшијата над нас или под нас пукнал некоја гласна музика. Тоа е нашето општество. И таа гласна музика, тој фон кој што оди во позадина, ние можеме да се адаптираме себе си во смисол да се исклучиме до некаде и да не го слушаме, но го слушаме. Значи ние и самите колку и да можеме да се изолираме, луѓето со кои што доаѓаме во контакт, можеби помалку можат да се изолираат и преку нив, контактирајќи со нив, ние пак сме изложени на таа музика која што оди во позадина. Така што, иако стратегиите кои што би ги препорачал е колку што е можно човек да најде начин да се изолира, например, првата жртва тука е не гледање вести. Значи, исклучете го телевизорот кога ќе дојдат вестите на ред, заради тоа што тогаш па бога ми сме бомбардирани со таа реалност на државата од политичка гледна точка, која што за многумина е извор на стрес и на несигурност во крајна линија. Слушајќи такви вести, тоа човек го потсетува баш на една несигурност. А како што реков од почетокот, нам мозокот ни бара сигурност, ни бара предвидливост. И од тука живењето во такви општества како нашето е предизвик. Да, интересно и тоа што, например, еве, кога ги спомнавте вестите, баш кога се спремав за самата епизода, порано, нели, самото гледање телевизија, бидејќи така сме ги дознавале луѓето вестите. Да. Самото гледање телевизија ти доживува стрес. Сега ги имаш на телефон и имам поголеми можности, ти ќе исклучиш телевизор, ама пак ќе најдеш таа вест. Многу е тешко да се... Сега е потешко изолацијата, сега изолацијата е многу потешка, заради тоа што ние просто начинот на живот веќе, ако го земеме да го разгледаме, ај за помладите е многу појасно, за нас малку повозрасните, ние можеме да се сетиме на време и пред интернетот. И таа дискрепанца, ако сега човек земе вака да ја спореди едно до друго, да ја гледа, ќе види дека е огромна. Ние нам дека ни се случува постојано и дека сме внатре во тоа, ние тоа не можеме да се свестиме, така да речеме. Меѓутоа, ако се сетиме на прецизно како било претходно и како е сега, и ги споредиме тие две слики една до друга, всушност ќе видиме тога што се случило. И тој начин на континуирана изложеност на вести, какви и да се, за жал сега е присутен. Ние веќе, нели, што велиме, real life ги добиваме вестите. Како се случува нешто, ќе се случил некој инцидент во светот или како и да е, ние веднаш на фид, веднаш добиваме над зидот, нели, што и да следиме, во која социјална мрежа и да е, ние веднаш ги добиваме. И тоа уште повеќе верувам дека допринесува за една вознемиреност генерална. Така што и тоа влијае на стресот и на менталното здравје дополнително. И се сега да прашам, дали постои добар некој здрав стрес под кој што бидејќи нели кога зборуваме за не само за стрес, туку и за емоции, за работи низ кои што поминуваме, за повеќето има таа граница каде што нас ни треба некакво такво доживување. Имено, ние сме како организам создадени стресот да е сепак вклучен како дел од нашите биолошки механизми. Проблемот е кога доаѓа пречесто и предолго. Инаку нашиот мозок има механизми, има капацитети кои што не прават подготвени за тие ситуации кои што би не изненадиле или како што сега ги нарекуваме стресни ситуации, и тие се дел од тој механизам на преживување. За да можеме ние правилно да изреагираме на некоја нова состојба, дури можеби и поризична да речеме, нам стресот ни врши позитивна улога. Или тој период на адаптација кон некои нови работи, самото ниво на зголемена подготвеност може да не направи да бидеме повнимателни, попрецизни. Сакам да речам, стресот не е негативен во генерална смисла на зборот. Убаво кажавте дека има, така да го крстиме, и позитивен стрес. Значи, таков кој што е продуктивен. Значи, има продуктивен
и непродуктивен стрес. Продуктивниот стрес може да ни се случува поврзано со работата, со контактите со нови луѓе. Тоа е тој механизам на адаптација кој што ние го имаме и кој што ни е дел од нас и во основа ни помага за подобро да функционираме. Проблемот настанува, впрочем, кога пречесто ние тој природен механизам го будиме, го вклучуваме. Не треба човек многу да се потруди за такво нешто, во кола да влезе и да извози, не знам, 5, 10, 15 минути во период кога има малку поголема гужва, веднаш ќе се вклучат тие механизми, иако не е нашето тело толку подготвено. Знаете како ние мораме да се соочиме, иако не го чувствуваме тоа колку сме помлади, тоа дека нашите тела имаат одредени капацитети. И тие капацитети се многу важни човек да ги препознае во секоја смисла. Во ментална смисла, во физичка смисла, во духовна можеби смисла, во секоја смисла ние имаме одредени капацитети со кои што располагаме. Но немаме знак за предупредување кога ќе почнеме да ги трошиме. Пример, сега ако со кола почнавме како пример, нели колата има табла, сигнална табла пред нас, дешборд. И на таа табла, ако нешто не е во ред со колата, ќе светне црвено или жолто или нели нешто е, некое сигналче ќе светне со цел да ни каже дека има некаков проблем и дека треба на нешто да превземеме, да внимаваме. Нашите сигнали кои што ги дава телото не се така видливи. Значи, ако ние земеме да претеруваме во некој правец, например, не спиеме доволно, и тоа може да се пролонгира со месеци, па и со години кога сме млади. Нема на табла да ни светне црвено знакче, перниче, нели, спи повеќе, но телото ќе почне да дава симптоми, знаци, кои што за жал се неспецифични. Тука е проблемот и не може човек веднаш да се сети дека тоа му е проблемот. И не е само за тоа, и за пиењето вода, и за начинот на исхрана, и посебно за степенот на физичка активност. Ние немаме таков дашборд кој што ќе ни каже јасно. И тука е моментот на слушање на телото. Посебно во делот кај стресот и кај менталното здравје, нам ни треба да застанеме за да можеме да сватиме што се случува. Значи, човек нема да може ни да свати дека има проблем, дали е со бърнаут, дали е со многу стрес, дали е со хроничен стрес. Нема да може да свати што му се случува, ако не земе да одвои, не знам, 2-3 пати по 15 минути, да стави пред себе си еден бел лист хартија и една чаша до него, тоа што сака да го пие, кафе, сок, вода, било што, и да застане, да ги затвори очите и да каже како сум, да се праша себе си, нели, прашањето како си, но да го сврти кон себе си како сум. Ако не го одвои човек, тоа е всушност ментално да пробаме да ја погледнеме таа табла што ја има во колите, да се свртиме кон себе и да видиме светка ли нешто црвено во неизе. И тоа не е лесно, бидејќи ние толку динамично го живееме животот и екстровертно, најголем дел од нас, што не сме навикнати да имаме момент на да застанеме, да се прашаме како сме, да видиме што ни се случува. Животот се случува како тркало се врти, да не речем повеќе како комбајн, зависи како кој пример да го дадам, и така ние сме затекнати од една ситуација во друга, од една во друга, и човек нема време да застане и да проба да го диагностицира тој момент. Знаете како, ако не можете да ја препознаете состојбата, многу е мала веројатноста дека ќе изреагирате соодветно на неиз. Ако вие не станете прво свесни да диагностицираме па да лекуваме, е патот во медицината. Така е и за се, и за нешто ако сакаме да поправиме, или возило, или што и да е друго проблем. Ние мораме прво да го разгледаме, да го анализираме, да го диагностицираме проблемот, за да можеме да му пристапиме. Многу пати и културата тоа го маскира, и ние, например, нели, не може човек да каже дека има ментални проблеми, дека му е тешко нешто, нели треба да биде храбар, цврст, вака така, и дополнително имаме притисоци во правец да не застануваме вака, како што зборувам, да не размислуваме, да не се погледнуваме во тоа ментално огледало, за да видиме што се случува. Меѓутоа, ако би го извел како прв совет на оваа тема, ако нели луѓето што не слушаат, што би им било евентуално корисно, тоа би било таа пракса на
дали неделно, дали на 2 недели, дали на месец, онака човек да си одвои, инаку тоа го препорачуваат луѓето стручни, во тоа го нарекуваат journaling или пишување дневник. И го препорачуваат како многу почесто отколку за овие ја што ги кажав. Меѓутоа еве од некаде да почнеме. И ако човек посветува така барем 15 минути неделно на тоа, ќе успее да свати, веројатно не првиот пат, но ќе успее да свати дека нешто може да подобри. И мислам дека тоа е една пракса која што секому му е корисна. Да, тоа застанување, рефлексија, смирување па и на мислите во глава, без разлика, еве, и да не биде journaling, например, да не биде пишување, може да биде нека биде и само одење, пешачење. Да. Мислам дека е многу важно и е нешто што и сами кажавте, многу е тешко бидејќи живееме многу динамичен живот. И луѓето мислат, се согласувам целосно и да ве дополнам, мислат дека тоа е толку просто и толку едноставно и дека сите го можеме, ама баш што сите го можеме не го правиме. Тоа. Нели, демек толку е едноставно, меѓутоа чудо е што можат едноставните работи да направат за нас, според мене, ако ги практикуваме соодветно и доволно често и доволно искрено. Да. Значи, ако макар еве што рековте на прошетка да биде, ама да биде таква интроспективна, мислам дека ќе ни помогнат во тоа да сватиме како сме. Да. Да, веќе е лесно, например, да се земе и да се пишува, ама дали сме тоа што кажа искрени сами со себе. И тоа е најтежко. Знаеш, оној момент кај што нели се вика убаво е и пожелно е да ни биде досадно. Да. Ама нас ни е тешко да ни биде досадно и да не размислуваме на сите работи, да не биеме пред екран или да гледаме. Убаво ме наведовте за тоа што е досадноста, нели како поим. Сега за жал многу е жално што треба студии да излезат на површина, да ни покажат нешто кое што е доста интуитивно и го знаеме. Ама тоа, например, е дека на децата е многу важно да имаат епизоди на досадување. Ќе ги натера ментално да измислуваат игри, да се занимаваат нешто, да си ги употребуваат креативните капацитети. Оти кај луѓето и во природата важи, меѓу многуте правила, важи едно следно, кое што вели што и да не го применуваме, ако не го применуваме што и да е, ако имаме, истото ќе закржлави. Дали се мускули, дали е мозок, дали се емоции, ако не го практикуваме, природата ќе го исклучи или ќе го сведе до некоја минимална линија. А затоа досадувањето ги и нас, возрастните, ама децата посебно, им дава една шанса повеќе да им се разбуди повеќе радозналоста, љубопитноста, да бидат повеќе креативни што да правам сега, да смислат нешто, да се занимаваат, а да не бидат само исправени пред екран кога само се корисници на таа материја која што се презентира, видеа, што и да е. Без друго и нив ги држи во една комплетно пасивна состојба, кога се само наблюдувачи. Меѓутоа човек кога му е досадно за да излезе од таа ситуација, не го решава проблемот ако остане само наблюдувач. Треба нешто да си смисли, да прави, да се занимава, велиме. Затоа досадноста, убаво спомнавте, е нешто кое што на современиот човек, посебно на современите деца, им фали. Да. Многу им фали. Да, бидејќи баш таа некоја возраст можеби е клучна за развивање на некои тие способности, на отклучување на тој некој креативен дел од мозокот за нив. Бидејќи многу е потешко понатаму, ако никогаш ми текнува сега пред некоја, па и веќе може и година дена има, зборувавме за анксиозна генерација, книгата на Джонатан Хајд, каде што вика многу луѓе кои што како мали биле изложени на физички лице во лице за време на ковид, сватија колку само тоа им фали и после ковидот се вратија на тоа. Ама помладите генерации кои што не знаат за тоа, после ковидот уште толку полошо станува. И тука кога ќе бидеме изложени на тоа уште од рана возраст, многу е полесно после нешто да се деси за да сватиме, чекај бе, јас сакам да се вратам на тоа пак. Тоа е доста тешко, бидејќи тоа го одговара прашањето што нам ни е природно. Оти тука е, според мене, тоа е клучното прашање. За мојот дел зборувам, за начинот на живот. Начинот на живот во смисол
исхрана, физичка активност, спиење, но и ментално здравје и стрес. Да. И ние сме дизајнирани да функционираме во тие препознатливи, би ги нарекол, природни услови. Сега тука се отвара димензијата, што се тие, ама ајде, ако не е пештерата, значи не е да не се вратиме 100-200 години наназад, но 100-200 години да се вратиме наназад, тоа што е природно, може би многу полесно ќе ни стане да ни биде јасно. Значи само да го замислиме животот пред 100 до 200 години. Оти таков е тој како што доминантно сме го живееле претходно нашите генерации. Тоа е поблиско до природно од ова што го гледаме денес. Зошто? Еве сите овие нови технологии кои што се појавуваат. Посебно технологиите на социјалните медиуми, да речеме. Ние тука мораме убаво да го анализираме тоа од една дистанца. Оти знаете како се наметнува една многу парадоксална ситуација. Се наметнува ситуација дека е крив тој кој што паднал во зависност, например, еве на телефоните или на социјалните медиуми. Но зошто да не го свртиме прашањето поинаку? Зошто тие кои што ги создаваат и ослободуваат тие технологии, зошто таму да нема регулација и да не пазиме, а поединците од наша страна да не ги наоѓаме воопшто криви заради тоа што паднале на тие поднаводници искушенија. Јас ги нарекувам сите тие технологии отворени шахти. Сега оставена е отворена шахта. Навечер или во темно, или било кој од нас ако е малку поневнимателен, ќе падне. Оти таа технологија е дизајнирана да створи зависност. Зошто? Заради тоа што нивниот бизнис модел на тие корпорации, нивниот бизнис модел е генерирање зависност. Што значи тоа? Што повеќе луѓе, што подолго време уштекани на соодветната платформа, која и да е. Сите работат на тој механизам. И они одат до голема мера, консултирајќи психолози, психијатри, да го одговорат тоа прашање. How do I hook them на англиски? Значи, што повеќе луѓе, што подолго време да ги навлечам. Од тука гледате дека не е случајност дека ние го имаме проблемот. No. Па за децата да не зборувам. И сега тие се тие технологии отворени шахти, јас што ги нарекувам. И општеството има проблем дека такви технологии отворени шахти има многу. И ние наместо системот, тука поединецот е немоќен. Ме разбират. Да. Наместо системот кој што треба да ги контролира, не ги контролира никаде во светот. Тие технологии отворени шахти, наместо да каже чекајте бе луѓе. Нели е попаметно да ги затвориме? Не велам, јас не пропагирам тука да нема социјални медиуми. Значи, меѓутоа, дали е дозволено и до која мера е дозволено сите тие адиктивни додатоци кои што тие многу свесно ги додаваат на платформите, на апликациите, на сите тие работи, дали не треба тоа да се регулира и да се отстрани? Ме разбирате, оти ние сега зборуваме не за почетокот, за крајот на проблемот, за последиците. Ние сега зборуваме како колку многу луѓе од нас, милиони во светот, имаат проблем на зависност со телефоните. И сега наместо тие технологии ние да го поставиме прашањето како правилно да ги контролираме, ние се наоѓаме во ситуација кога гледаме создавање на зависност на тоа што го кажав на ранг на милиони, да треба луѓе додат во клиники, да треба да се лекуваат, да треба цели нови генерации деца, да не знаеме. Вие знаете како млади сте, ќе видите како е зависност на возрастен човек, ама зависност на дете, ако се развие од YouTube или од нешто такво, тоа е да му го одземете телефонот. Тоа станува инцидент. Детето почува да вришти, да вика, да станува многу драматично, кое што само ви укажува на тоа колкава е таа зависност која што се развива. Тука мислам дека ова е, џабе би зборувал тоа и да дадам апел на оваа тема, тоа не зависи од Македонија. Тоа би бил гласот што вика во пустината, значи, но тоа треба на светско ниво да се случи.
И ние сега зборуваме за менталното здравје, за бърнаутот, за таа зависност, што создава и за други попкорн брейн и сите проблеми кои што настануваат, впрочем, бидејќи на тие технологии не им се става регулација која што би можеби не елиминирала, но е намалила веројатноста за луѓето да паѓаат во таа отворена шахта, како што ги именувам. Значи, да се најде начин за истите да бидат поздрави, да бидат побезбедни. Но, меѓутоа, мислам дека ние, како за се човештвото како што проаѓа, прво ќе ги видиме проблемите на тоа, па последиците, па криза, бидејќи ќе има многу ситуации кога луѓе ќе имаат сериозна зависност од тоа, и ние, како човечки род, после секоја криза ни текнува дека нешто треба да решиме. И мислам дека ќе го видиме и тоа време, кога ќе дојде или ние или следните генерации, кога ќе сватат дека човечкото битие не е дизајнирано до таа мера за таков виртуелен свет. Значи, јас пак ќе речем, не повикувам да се вратиме во пештери и да го нема, меѓутоа, тој виртуелен свет, нашата реалност и нашите капацитети и мозок опремени за друга реалност, не за таква виртуелна реалност, ни прават толку сериозни проблеми што ни се разрушува менталното здравје. Затоа сега кога човек ќе го свати тоа, нели не можеме да тргнеме против светот и да ги менуваме, да ги елиминираме тие работи, меѓутоа го нагласувам бидејќи зошто? Луѓе кога се свесни за тоа, може да пробаат да се изолираат себе во позитивна смисла од негативните аспекти на тие технологии. Значи, тука е според мене клучот, ама мора да тргне од таму човек да биде свесен. Оти ако не сме свесни, ако слепо им веруваме, ако слепо пристапуваме, ако не сме свесни дека тоа се адиктивни технологии, дека се намерно дизајнирани да предизвикаат зависност, дека сето тоа го имаат во нив, тогаш сме наивни. И не му пристапуваме доволно подготвено на проблемот. А ако веќе, знаете како вие ако се занимавате само со една чаша вода и знаете дека е чаша вода, на еден начин пристапувате. Ама знаете ако внатре дека има некоја течност која што ако може да ве полие, да ви направи проблем по рацете, да ве изгори, нели, ако е некоја киселина, тогаш веќе малку свесно, повнимателно ќе пристапите на таа чаша. Така и луѓето, ако се свесни дека тие технологии може да им бидат од корисно, може да им направат и голема белја, мислам дека тоа ќе им помогне на многумина да не паднат во таа замка. Или во таа отворена шахта, што ја кажувам цело време. Да, и тоа е преска го спомнавте и сега. Свесноста и некакво диагностицирање на самиот проблем може да ни помогне да решиме проблемот. Да. Тоа е првото нешто што треба да се направи. Имено. Најлошото тука е дека ова е глобален феномен. Тука е најголемиот проблем. Бидејќи не е само моето дете кое што има проблем со игрички, да речеме, туку и сите другарчиња или 99% од другарчињата. И они кои ќе речат денес ајде да се дружиме, тоа подразбира да го вклучат компјутерот и да седнат. Значи, тоа е да си играме, како било за моите генерации, се знае како ако треба да си играме со децата од малото, се знае како ќе си играме. Ќе се собереме некаде и ќе си играме. Меѓутоа, они кога зборуваат сега за дечки, ајде да се видиме, собереме, седнеме, многу природно им, под наводници природно се разбира, им доаѓа да отидат онлайн и да се вклучат заедно на некоја игра. Тоа повеќе бара од нас родителите свесност. Од дете човек не може да му наметне таков товар да го очекува тоа. Меѓутоа, и децата, ако се деца, објаснувајќи им ги овие моменти за кои што зборуваме, ги подготвуваме, бидејќи ако нашиот свет сега го има проблемот со тоа, а не гледам некои големи обиди за тоа да се регулира, да замислиме за 20, за 30 години во кој правец ќе се движат работите и таа вештина, ако помогнеме на едно дете да ја развие уште сега, да може да контролира колку ќе биде изложен на телефон или на технологија таква, таа можеби ќе биде една од најбитните вештини во следните 30-50 години. Колку човек може да каже стоп, јас сега малку ќе се повлечам. Или еве во природа ќе прошетам, ама при тоа нема да слушам подкаст додека се качувам нагоре.
Оти ние веќе не знаеме да се прошетаме и во природа без да слушаме нешто. Океј, има убави, не велам не, има прекрасни подкасти. Ова е исто еден од убавите подкасти на македонски јазик. Значи има многу убави работи што човек може, ама не нон-стоп. Да. Значи сега кога сме отишле во природа, ајде да ги слушаме птиците. Ме разбирате? А тоа е преска што зборав, многу е тешко да застанеме и ништо да не правиме. Без разлика дали тоа ќе биде и знаеш кога пешачиме, без музика, без ама подкаст, го сметаме без за ништо. губење време, Да, за празно, да. дека го сметаме дека не е воопшто. Да. Зошто? Заради тоа што сме навикнати цело време да сме или онлайн, или да примаме информации. И сега тука тоа не случајно е така. Нашите мозоци сакаат информации. Ама проблемот е дека стануваат зависни и тоа е тој момент кога доаѓа тој попкорн брейн, кој што го нарекуваат од многу вклученост на социјални медиуми или општо земено на телефонот, тебе вака да кажеме, скролање па една платформа, па друга, па трета, па четврта, па петта. Тоа е тој мозок кој што е навикнат на цело време нешто ново. Тука има многу последици. Ние уште не ги знаеме, бидејќи тоа е еден глобален експеримент. Нашиот мозок никогаш во историјата не примал толку многу информации како што прима денес. И порано информациите му значеле можеби и преживување, бидејќи било битно да дознаеме дали има некоја опасност, што се крие таму. Прибирањето на информации значело дека можеме да имаме подобар увид во ситуацијата каде живееме, како живееме. Меѓутоа сега има толку многу прилив на информации што верувам дека капацитетот на нашите мозоци е донесен под прашање. Прво, второ, доаѓа до тој еден вид на замор, на еден ментален замор кога веќе не можеме да ги филтрираме информациите. Кога не правиме разлика помеѓу ноиз, помеѓу бучава и вистинска информација. И конечно, трето, последно, менталното здравје, анксиозност, појавување и сите други нарушувања кои што тука ги има, на еден таков заморен мозок му се многу полесни да му се случат. Да не зборувам од другата димензија, од димензијата која што вели тотално уништување на продуктивноста ако мозокот сме се го навикнале на такви работи. Значи тука веќе тоа што е нашата главна карактеристика, како што реков, моќта за адаптација, ние ја злоупотребуваме навикнувајќи се, адаптирајќи се на скрол, нова информација, нова, и мозокот го прима тој начин на функционирање. Ама тоа површно функционирање, плитко, на нова информација, нова, нам не ни е продуктивно ако сакаме да учиме нешто, ако сакаме да навлеземе во некоја работа, да завршиме некоја работа ментална, било каква, нам ни треба концентрација и длабочина. Значи да зумираме и да се продлабочиме, да имаме блок од 1 час, 2 часа, 3 часа, да се посветиме на нешто ментално за да можеме нешто да создадеме, да поработиме, да направиме некаков исход или deep work, книгата, што се вели. Меѓутоа, кога мозоците си ги тренираме на таков вид на брзи видеа, не знам што ќе се случи за наредните 10 години со новите генерации, ќе видиме. Оти мислам дека еден од нашите главни капацитети се уништува. Моќта за да се сосредоточиме длабоко на некоја тема. Ако тоа му го одземеме на човек, не знам колку останува човек. Да, и од тука се провлекува самото прашање за мултитаскинг, дека, нели, баш кога се спремав, 98% од луѓето и повеќе, ако не 100% од луѓето, сите мислиме дека сме многу добри на мултитаскинг. Така. Ама уствари колку сме добри и колку мултитаскингот ни помага да бидеме да не бидеме под стрес, да живееме некој смирен живот. Само не ја зголемува како да речеме таа изложеност на повеќе стресови, инаку се согласувам со тие научници, лекари кои што велат дека мултитаскинг во основа не постои. Значи дека има само скокање од една па на друга, па на трета, меѓутоа тоа не е паралелно истовремено правење на повеќе задачи. Значи тоа е мит. Во смисол, ние само скокаме од една на друга, на трета, на четврта, на петта, пренасочувајќи го нашето внимание. Често пати луѓето ги лаже самата активност, ги лаже дека завршуваат многу работа. Самото, ама вика busy
doesn't mean productive. Значи, ако човек делува дека е многу зафатен цело време и дека се нешто прави, тоа не значи продуктивност. Тоа може да значи дека правиме многу работи, но не значи дека ништо нема да направиме во крајна линија. Од тука и мултитаскингот, како се согласувам со тие научници кои што веруваат дека е едно залажување дека е можно воопшто, а се испоставува дека еве како што кажавте ни 2% од населението, тоа се многу ретки луѓе кои што имаат капацитет паралелно да следат неколку процеси одеднаш. Тој вистински, да речеме, мултитаскинг е карактеристика за извонредно мал процент луѓе, реткост, природна реткост се тие луѓе. Ама ние сите сакаме да го веруваме обратното дека го можеме. Од тука би го кажал тоа да не паѓаме на таа финта, да не си ја правиме таа лоша услуга на своето здравје, мислејќи дека мултитаскингот е можен. Да, ми текнува на изрека, не знам на македонски дали би звучала, ама Jack of all trades, master of none. Да. Кај што за се не бива, ама уствари за ништо не бива. Да. И тука е тој проблем баш со мултитаскингот и со тоа нон-стоп busy lifestyle кај што се обидуваме се и е многу тешко после тоа да кажеш не, кога сваќаш дека чекај ја имам некои резултати, ама од 100 јас сум дал 65%. Се наметнува, знаете, таа хасл култура која што се наметнува и кај младите посебно се појавува. Меѓутоа таа има многу штетни аспекти по однос на менталното здравје на луѓето и особено дека ги тера да се исправат пред преголеми очекувања. И тие преголеми очекувања, секое преголемо очекување води кон разочарување, порано или подоцна. А претходно ќе ни створи многу стрес и тоа е еден емоционален ролер костер. Значи тоа е една луда железница емоционална која годиме нагоре надолу, која што во својот корен всушност ја има баш таа хасл култура и тие очекувања големи кои што посебно младите луѓе денеска си ги поставуваат пред себе си. Така што тука треба пак тој момент на свесност, да одзумираме, да видиме што ни се случува, да си го поставиме прашањето од каде потекнува тоа што ние сметаме дека е наш мотив моментално и истиот да го анализираме. Да. И сега сакам да прашам, наместо кои работи да не ги правиме, ако сакам да бидам под стрес, и ако сакам да бидам анксиозен, и ако сакам да се чувствувам така, што треба да направам? Да, тоа е контраинтуитивно, нели? Тоа е вообичаено советот кој што всушност не е совет кој што треба да го дадеме. Тоа е совет кој што вели како да направиме да се направиме повеќе стрес. И тука е намерно убава таа негативна, да речеме, рефлексија, бидејќи ни помага многу да се препознаеме. И што би сакале да направиме ако имаме многу стрес? Прво и основно, треба да не спиеме по можност 5 сати и тоа е многу. Значи тоа е првото што би почеле ако на некого му давам совет за да си направи стрес. Со телефонот да седи до ниедно време, значи по можност да заспие со телефонот, нели на најголема осветленост, на максимална пред спиење. Веднаш штом ќе телефонот достане до нас да биде, веднаш штом ќе станеме уште со пола око додека гледаме, одма да го земеме и да продолжиме таму кај што сме застанале пред спиење, да немаме физичка активност, да не спиеме доволно, реков, да јадеме джанк храна, остатокот од денот да го поминеме со што е можно повеќе часа, вака на крајот на денот ако случајно ни текне да отвориме долу на тоа, нели, на телефоните кај што има колку часа сме поминале, бареме до 12 да бидат плеснати на телефон и тоа така да го тераме неколку недели по можност, ако веќе сме решиле да си го правиме тоа на себе, ќе видиме за кратко кој е ефектот на сите овие работи вак. Жално е што на многумина, ова парадоксално што го кажав, на многувина им наликува животот во некои делови токму на овој контрасовет, на тоа што не треба да се каже. Посебно во делот на телефонот до нас и пред спиење и после спиење. Седење до ниедно време. Цел тој тип на изложеност на нешто што е стресор во нашите животи. Јас пак ќе речам, не велам да си го фрлиме телефонот, но велам да развиеме еден свесен однос кон него, со цел да можеме да го
да го контролираме неговото влијание е истото да биде позитивно. Може да биде позитивно, се разбира, меѓутоа тука бара едно ниво на самоконтрола. Човек треба да практикува малку, да речеме, да проба да работи на себе со цел да стаса до точка да го развие тоа. Да. Како се развива таа самоконтрола? Веќе тоа мислиме, ако тоа прашање го совладаме, многу полесен живот ќе имаме. Точно, и полесен и поздрав и попродуктивен во секоја смисла. Првото што треба човек да го свати, на англиски го нарекуваат тоа agency, или таа мок да свати дека од него зависи што ќе прави, што нема да прави. Значи, тоа не е живот на автопилот, тоа е живот кој што човек одлучува дека колку што имам јас мок и влијание, нели, немаме неограничено влијание во своите животи, но не сме ни без ич. Значи, не сме на целосно оставени на милост и немилост на се што се случува, туку имаме одредено влијание да направиме нешто во нашите животи. Тоа е прво, човек да се повика на тој свој капацитет да има одредено влијание во својот живот. Значи, прво да го прифати тоа како една реалност. Тоа ќе подразбере да си ја одземе, ако случајно паѓал досега во улогата на жртва, да си ја одземе таа утеха на себе си. Нели, таа е многу примамлива замка. Тоа е замка која што вели, што можам јас, ово е ваква, ово е наков, светот е ваков, светот е таков. Нели, сега тие работи што ги давав како аргументи дека постојат такви технологии, меѓутоа ние наместо да земеме став кон тие технологии, наместо да пристапиме со прашањето а што можам јас во таа ситуација, да пристапиме со ставот не можам ништо. Тоа е првиот момент. Човек да заземе здрав став во сите проблеми кои што ги решаваме. Мислам дека заземањето правилен здрав став е темелот на решавањето на проблемот. Ако тоа го нема, и решение ќе нема. Второто, откако човек ќе рече дека може да влијае, веќе има проблем со тие, да речеме, технологии, стресот технологии, телефони, тие работи, откако ќе го препознае својата моќ во тоа, второто кое што треба да го веднаш да си го постави како прашање е што добивам, што губам. Ќе го објаснам тоа. Тие работи, тие навики, кои што или ни ја прават зголемена телесната тежина, или ни го рушат сонот, или на било кој, или физичка активност ни ја намалуваат. Тие работи не се без некој бенефит ментален. Пример. Луѓе што легнуваат до касно. Седат до касно, легнуваат касно. Тој час-два не мора да значи секогаш дека ќе сакаат да го жртвуваат. На многумина им е убаво. Може би и на сите им е убаво, инаку не би го седеле тој дополнителен период. Меѓутоа, тие ќе треба да одлучат дали сакаат да спијат подобро и со тоа да бидат поздрави, или ќе одлучат да го под наводници потрошат тој саат на што и да е. Второ, ако човек има проблем со храната, во смисол се прејадува благо, да речеме, тоа што треба да го жртвува, сакам, прво го кажав, да прифатиме моќ дека можеме да ги решиме работите. Ама второ, веднаш да сватиме дека тој избор ќе значи жртви и откажување од одредени работи. Ако е за сонот, тоа ќе биде легнувањето порано. Ако е за јадењето благо, да, јадењето благо нуди некои под наводници убави работи. Човекот кој што го јаде додека го јаде, не го прави тоа со сила, сосема спротивно. Но тука е моментот да му биде од старт јасно дека ова го жртвува. Или кога ќе си дојдеме дома треба да пешачиме, се враќаме од работа, денот бил долг, уморни сме, да се излезе од удобноста на домот и да се испешачи 30, 40, 50 минути, значи да се жртвува таа удобност на одмарањето дома, гледањето телевизија. Сакам да речам, второто нешто од кога ќе го свати човек е треба да разбере ти не е промените во животот, промените кон подобро. Не подразбираат само одлука. Многумина луѓе го скокаат овој момент. Ќе кажат одлука и после дисциплина, во смисол практикување. Не, има нешто измеѓу. Значи има одлука, има дисциплина,
Но во средината помеѓу тие две е колку сме спремни тие работи кои што не довеле до таа ситуација да ги жртвуваме и да се откажеме од нив. Значи, тоа е таа свесност која што ја бара за човек да може да премине кон акција. Оти ако го скокне овој чекор, ако помисли дека може и да седи до касно и да спие, и да јаде благо и да слабе, и да, вака кој ќе го кажеме, звучи парадоксално како можеме да го мислиме, ама ние често го мислиме тоа. Ние често мислиме дека ќе можеме да ги усогласиме тие работи. Тргнувајќи така со нејасни цели, лесно е да се предвиди што ќе се случи кога ќе тргнеме. Но кога човек ќе си расчисти од старт и ќе каже ова и ова, јас ќе морам да го жртвувам или да го реадаптирам. Например, ако е легнувањето порано, ако таа атмосфера убава настанува, не знам, си ја правам од 10 саат, од 12, можем ли да ја повлечам? Можем ли да ја направам наместо од 12 до 2, онака пуштена телевизија, се затемнето, тоа е на некој начин и одмарање. Можем ли истото да го повлечам да биде од 10 до 12? Значи, да го изведам на начин, и да го има до некаде, но да легнам порано. Ама сепак ќе значи одредено жртвување и компромис. И третото, од кога ќе расчистиме, прво, значи дека сме во улога да превземеме работи. И второ, од кога ќе ни биде јасно дека ќе има жртвување тука, третото кое што треба да го правиме е всушност процесот на имплементација. Да влеземе во имплементација. Имплементацијата има многу јасни и едноставни правила. Прво малку, после многу. Иако ќе звучи смешно, ама кој што решил да го подобри своето јадење во делот на овошјето, а не јаде овошје воопшто, редовно барем не, едно јаболко на ден ќе му биде првата цел. Тоа звучи можеби за луѓе што јадат јаболки смешно, но за некој што нема доволно овошје во исхраната и што има овошје на секој 3, 5, 7 ден, многу значи тоа овошје да го просто едноставно да биде едно на ден. Второ, ако не јаде човек една салата на ден, еве пак задачата. Или трето, ако немаме физичка активност, задачата е многу едноставна. Задачата е почуваме со 5 или со 10 минути. Зошто велам толку малку? Оти кога ментално мислиме дека е малку, бариерата кон имплементација паѓа. Значи, ако мислиме дека е малку тоа што треба да го направиме, менталната бариера која што ја чувствуваме е минимална. И се велиме, па сега ќе ставам едни патики, ќе отидам околу зградата, ќе извртам два круга. На тоа вредноста во почетокот му е минимална, но кога човек ќе оди една недела по 5 минути, на 7-тиот, на 8-тиот, на 9-тиот ден ќе свати дека кај 5, таму 10. Кај 10, таму 15 минути. И по принципот прво малку, после многу, човек може да влезе да менува или во сонот, или во храната, или во физичката активност, или во менталното здравје и стресот. Паузите од телефонот, ако најдеме дека тоа не е проблем, во старт може да бидат по половина час, ништо повеќе. Да земеме една кутија, да го ставиме, да го затвориме, не го допирам пола час телефонот. Пример. Ама принципот е тој. Но тоа се трите генерални чекори. Да прифатам став дека јас можам да ги менувам работите во својот живот, да прифатам да се откажам од некои работи и на крајот да почнеме имплементација прво малку, после многу. Овој пристап ако го земе човек, можеби ќе треба да почне 2-3 пати, меѓутоа дека гарантирано ќе стаса до успех, гарантирано ќе стаса. Значи, можеби нема од прва да му успее, се што треба е да не се откажува. И на 3-тиот ли е, на 4-тиот ли е, на 5-тиот ли е пат, ќе успее. Да. Јас само би ве дополнил за ова малку па многу. Ја го сватив читајќи книгата Atomic Habits од Джеймс Клиер, кај што вели, ако сакаш да почнеш да идеш у теретана 5 дена во неделата, прво нешто што треба да направиш е да една недела, неколку дена, што ќе правиш е тоа што ќе се разбудиш и ќе станеш од креветот. Толку. После тоа следното е, ќе се разбудиш, ќе станеш од кревет, ќе ставиш патики. И после неколку дена ќе се разбудиш, ќе станеш од кревет, ќе ставиш патики, ќе отвориш вратата. Не мора да излезеш надвор, ама ќе отвориш вратата. И така ние го навикнуваме телото, мозокот и
на некој начин тренираме. Да. И од тие неколку дена ти сигурно неколку пати ќе завршиш у теретана. Да, и тоа го нарекуваат habit stacking Да. или онака редење на навиките, бидејќи тоа навидум делува како на површно ниво да ги редиме навиките една позади друга, но тоа на ниво на мозок значи креирање на патишта. Значи тоа е многу длабока всушност методологија која што има јасни корени во нашиот мозок, во тоа како ги правиме ние работите. Оти секоја навика не е нешто што лепди, мозочен пат е тоа. Да. Тоа е некој вид на неврони наредени кои што кога ќе се вклучат од едно место се палат и се гасат до крај. Значи и верижно оди таа реакција и не тера да влеземе во навиката и да ја направиме до крај. Впрочем, тој пристап ни помага ние да ги активираме тие механизми и да ги истераме до крај. Да. Да, и тоа јако го сватив, за мене лично доста ми помогна у некои работи кои што со години се обидуваш, сакам, не знам, ова да правам или ова да 7 дена у неделата да излезам и да трчам, што и да е. Да. И тоа ти помага кога ќе ги намалиш, едно стануваат многу помали и многу полесно остварливи. Да, менталната бариера е ниска. И многу е полесно после да се направат. И друг нели пристапи му го објаснувајќи го потполно ова за кое што зборуваме, тоа вели колкаво е нивото на ментална активација. Оти ние за да направиме било што ни треба енергија. Не можеме без таква ментална енергија. Лесно ќе собереме ментална енергија да ставиме патики или да отвориме вратата. Секој од овие чекори кога го правиме од старт е полесен да се направи, ама кога ќе се соберат сите заедно, после веќе можеме. Да. За крај, дали има нешто што испуштивме и би ве прашал да еве се на оние кои што не слушаат и на мене, да ни дадете една домашна задача за се ова што зборевме, што е едно нешто што треба да се направи. Да, многу интересно. Првото што човек, еве, од ова да биде еве конкретно да размисли човек домашната задача, од таму да почнам, кои биле тие области во мојот живот каде што јас можам да направам нешто, а имам ставови дека не можам. Значи дека тоа чувство на извршување на работите, каде што свесно или несвесно сме земале улога на жртва или мислејќи дека еве ради ова не. Толку е сосема доволно човек да земе на таков начин и на таква призма да почне да ги гледа работите, а што можам јас да направам? Во ред, условите се вакви, условите се такви, условите се поинакви, но сето тоа да завршува со а што можам јас да направам? Само треба низ една таква перспектива да погледнем. Мислам дека не испуштивме ништо, иако темава може во многу правци да биде однесена, но тоа за кое што одлучивме да се задржиме, мислам дека добро го опфативме и секако тука има простор човек многу да се надградува себе си и да работи, бидејќи времето во кое што живееме ни дава еден куп предизвици. Така што нема да останеме без работа во овој дом. Да. Фала ве уште еднаш на разговорот и се надевам ќе најдеме уште некоја тема за понатаму да збориме уште повеќе. Со задоволство, благодарам.